Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Во текот на оваа сезона ќе имаме можност да се запознаваме со многу интересни луѓе кои работат убави, волшебни, благородни професии, а меѓу другото покрај нив ќе имаме можност и да посетиме некои интересни места каде што се надевам дека и вие ќе уживате исто оноку колку што има можност да уживам јас. Во денешното издание на емисијата Супер Звезда, мој специјален, а и ваш гостин денеска ќе биде Силвија Димитриевска Лиу, која работи една многу интересна и благородна, можам да кажем и многу одговорна професија, а тоа е менаџер на ресторан. Не станува збор за обичен, станува збор за еден многу специфичен и многу интересен ресторан кој што е представник на ориенталната кујна. Впрочем, денеска ќе имаме можност да се запознаеме малку повеќе и со кинеската храна. Сме разговарале за италијанската, сме разговарале за македонската, но она што денеска ќе имате можност да го видите во Супер Звезда е нешто специјално и многу интересно. Затоа останете со нас до крајот на нашата емисија. Ви ветувам дружење какво што сме немале досега. Почнуваме. 3-4, одиме. Почитувани гледачи, како што кажав во најавата, денеска имаме еден специјален гостин во Супер Звезда, а тоа е Силвија Димитриевска Лиу. Силвија, здраво, добре ни дојде во Супер Звезда, како си? Супер, во ваше друштво, секогаш супер. Многу ми е драго што ќе имаме можност денеска на дечињата и на нивните родители да објасниме малку повеќе за твојата благородна, убава и многу одговорна професија. Како што јас веќе те најавив, ти си менаџер во еден специјален ресторан, необичен. Напротив, станува збор за еден ресторан кој што ни нуди специјалитети од една сосема подруга кујна. Ајде да кажеме нешто повеќе прво за каков ресторан станува збор? Станува збор за кинескиот ресторан, традиционален, северно-кинеска кујна, Стар Оушен, Звезден океан. Така. Инаку ти во Звезден океан работиш како менаџер, воедно и собственик, но еве малку повеќе се задржиме на твојата професија. Се надевам дека дечињата кои што ја гледаат, некој од нив ќе посакаат еден ден кој ќе пораснат да го работат тоа што го работиш. Лесна ли е твојата работа? Ова е работа која што пред се човек мора од срце да ја сака, бидејќи само така може да се напредува и да се учи. Бидејќи кога се почнува да се работи оваа работа, кон средината не е исто. Почетокот е еден, замислата е една, меѓутоа како се навлегува подлабоко во оваа професија, нормално човек учи додека е жив, учиме нови работи, убави, креативна работа, одговорна. Сами ја креираме, сами правиме, колку ќе достигнеме зависи од нас. И затоа предлагам секој што има желба да креира нешто, да работи токму ваква професија. Многу ми навелат, не било лесно да се работи со храна, дали е точно? Точно, да, многу одговорна работа, бидејќи пред се храниме луѓе. Треба човек да е пред се многу темелно да ги знае законите. Значи не е само да се знае професијата како професија да се работи, туку да се навлезе подетално во HACCP системот и сите тие процедури што ги бара безбедната храна. И затоа бара многу познавање. Предпоставувам дека во доменот на вашето работење, Силвија, тука се подразбира освен менаџирањето на вработените, куварите, предпоставувам дека и безбедноста на храната е еден од оние аспекти кои што потпаѓаат под ваша контрола. Точно, најважно е тоа. Да, тоа е мојата прва обврска, бидејќи од моментот на набавка на храна до меѓучовечки односи, маркетинг, се спаѓа во поглед на менаџерот. Менаџерот е тој што треба да ги координира, да ги организира, да ги побрзе и да стои за тоа. Ајде вака сега не гледа дечињата да им објасниме како изгледа еден ден на менаџерот во кинескиот ресторан. Многу комплексно. Да, уште од утрото кога почнуваме да се организираме, веднаш правиме план секој, бидејќи ние имаме повеќе локали, се прави план на работа на локалот. Денес што имаат оставан план на работа во секој локал, кој што вработените како го извршуваат, така чекираат што е завршено. На крај на денот јас поминувам да видам дали е се сработено што било планирано тој ден да се сработи, ако не е сработено образложение зашто не е завршено. Во текот на денот јас влагам во секој локал минимум 1 сат да заедно со моите вработени да го осетам амбиентот на работа, со гостите да ги поздравам, да препорачам, бидејќи станува збор за друга култура, друга храна, да препорачам нешто што е ново во менито, интересно. Разговарам со готвачите да предложат нивна некоја нова идеја за специјалитети. Во доменот на менаџерот исто спаѓа и документите. Организацијата, дали треба да се извади
законот бара некои нови процедури, документација, одење до банка и слично. Денот е исполнет, полн со обврски, меѓутоа кога човек ја сака работата не е тешко и успева се да се заврши. Работното време е 8 часа или, како што разбрав, претпоставувам многу подолго. Да, многу подолго, меѓутоа јас не го чувствувам. Се случува јас да ги затворам локалите многу често, значи работиме отприлика 12 часа, не е тоа активна работа без одмор, меѓутоа нормално кога влагаме во локалите и кога го наблюдуваме работењето, ако ја сака човек работата, се одмара преку креативниот дел во оваа работа. Не ми кажавте кога и како правите набавки за ресторанот, од каде ги набавувате сите овие работи? Има многу нешта во кинеската кујна кои не растат овде во Македонија, не се дел од ова поднебје. Каде доаѓате и како ги набавувате? Да, точно, имаме зачини, печурки, многу работи кои што овде не може да се сретнат на овој пазар, бидејќи пред се е мал пазарот. Набавуваме се од Кина, 2 пати годишно со континери и секогаш се трудиме да внесеме нешто ново, поради што е неопходно наше присуство, значи јас мора да одам таму или мојот сопруг да одбере, да земе. Секогаш внесуваме и некои нови зачини кои што сметаме дека на луѓето овде ќе им се допаднат, а не биле до сега дел од нашето мени. Например, имаме корен од лотус, бамбус, црни и бели кинески печурки, чипс од ракчиња, нудлси од грашак, нудлси од брашно, многу работи кои што на овој пазар не може да се видат, да се интересни. Прекрасно нешто, ќе ги разговараме малку во вториот дел од нашиот разговор денеска. Сите овие работи кои што ми ги кажавте, јас веќе најавив дека кинеската храна е една од најздравите храни на светот, точно ли е тоа? Точно, да, пред се поради начинот на приготвување. Значи не толку состојките играат улога, имаат свои здрави бенефити, меѓутоа многу е битно како ќе се спремат. Се спремаат во кинески зејтинов сусам, со сол, кинеска сол која што не соли, туку само дава шмек, и начинот на подготовка е толку многу брз и краток, на силна температура, што не дозволува производите термички силно да се обработат и се уште ги задржуваат витамините во нив. Ајде да се вратиме сега повторно малку на менаџирањето. Разговарате ли освен со вашите вработени и со некои што ве посетуваат? Какви се нивните впечатоци? Тоа е најбитниот дел, бидејќи откако постоиме ние 14 години на пазарот, сметам дека најмногу сум научила од позитивните и негативните критики од посетителите. Секогаш има луѓе кои што прошетале, виделе и надвор од Македонија, многу кинески кујни посетиле. Секогаш сакам да слушам критики, да прифатам нешто што убаво пробале, а го нема кај нас. Дури инсистирам и нашите готвачи да излезат надвор и да разговараат со клиентите, доколку клиентот има пофалба или замерка, самиот готвач да се изјасни, бидејќи нашите готвачи се од Кина, меѓутоа бидејќи 3 години тука имаат работен однос, склучен договор со нас за да работат, веќе после 6 месеци го владеат добро македонскиот јазик, доволно добро за да разговараат со клиентите и да ги прифатиме сите критики, предлози, сугестии, бидејќи само на тој начин човек може да се надоградува и да оди напред. Јас не верувам кога би одишол во Кина дека 6 месеци би ми биле доволно да го научам кинескиот. Сега че завршите готвачи, ќе разговараме малку подоцна и на таа тема. Сега претпоставувам дека е вистински момент да направиме една кратка пауза, да одмориме ние, да одморат и нашите гледачи, а во разговор со нашата прекрасна гостинка Силвија се враќаме за неколку минути. Сега правиме пауза. Почитувани гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија, денеска специјален и ексклузивен гостин во Супер Звезда е Силвија Димитриевска-Лиу, која е воедно собственик и менаџер во кинескиот ресторант Звезден океан во Скопје. Станува збор за еден од најинтересните, најубавите ресторани, можам да кажам, кои што ни нудат специфичен тип на храна. Разговаравме за твојата работа, ајде денеска малку да поразговараме на тема храната, на тема самиот ресторан. За почеток би те прашал, Силвија, ти си наша македонка, од каде се случи и како се случи ти да влезеш во комбинација на отварање ваков кинески ресторан? Да, идејата за отварање на кинески ресторан не е случајна. Тоа е семејна традиција, љубов и преопределба на мојот сопруг, Лиу Шинхај, значи по професија е готвач. Се запознавме пред 15 години овде во Македонија, во Скопје и тоа е нешто што неговата фамилија уште во Кина го има работено со традиција додека бил мал, меѓутоа мојот сопруг имал желба да излезе надвор од Кина и тоа да го проба да го работи во странство и така дошол до Македонија. Ние кога се запознавме се уште го истражуваше пазарот.
ја пробуваше македонската кујна за да види дали сосевите и вкусовите што се карактеристични за Северна Кина имаат доперни точки со нашево поднебје, бидејќи Кина е многу голема и секој дел од Кина јадат различно. Негова беше идејата да се отвори ресторан. Ние свадбата ја правевме во Кина и откако ја направивме свадбата во Кина, се вративме тука во Скопје и го отворивме нашиот ресторан. Колку години веќе функционира Звезда на Кен? 14 години. 14 години, значи една се упознававте, подоцна се земавте и еве сега ви функционира ресторанот. На колку локации сте распространети? На 3 локации, кај Домот на градежници, во ТЦ Рамстор и во Сити Мол, во моловите. Таму ние како фастфуд, додека во ресторанот истото мени, истите специјалитети, меѓутоа амбиентот е поинаков. Јас сум ја пробал кинеската храна и сум голем фан на она што вие го нудите во вашиот ресторан. Може ли да кажеме какви се работи се нудат кај вас? Да, интересен е спојот на различни вкусови, на сладко, кисело, луто, комбинацијата на луто, сладко, кисело, солено, само пикантна храна. Интересни се сосовите, бидејќи тие докажуваат умешноста на кинеските готвачи да направат спој од различни вкусови на едно место, меѓутоа тој спој е толку идеален што ние преку еден оброк внесуваме повеќе вкусови, повеќе типови на месо, а се чувствуваме многу лесно. Оваа храна дали е убава и препорачлива за сите луѓе овде каде ја пробаат, ќе им се допадне ли вака? Нашето искуство покажува дека заинтересираноста е се поголема и поголема. Токму храна за секоја тип на популација, и за дечиња, и за повозрасни, бидејќи имаме и сосеви што се само соленки за некој што никогаш не пробал кинеска храна, велиме прв степен на кинеска храна, да проба нешто што не е толку драстично различно од нашето, па следниот пат кој ќе не посети пробува некој поавтентичен сос, чекор по чекор, додека навлезе малце подлабоко, меѓутоа до сега не ни се случило човек да влезе и да каже коментар, јас не можам да го јадам ова, тањурот да остане порцијата не изедена, недопрена. Немаме такво искуство, затоа и постоиме долго време. Кои се ваши најчести гости? Најчести посетители се нашите луѓе од тука. Странци 20%, 80% наши посетители, што е убаво за нас. И странци доаѓаат? И странци, да. Има и јазици сега, групи што не посетуваат. Странци, значи различни, меѓутоа Скопје е мало, нема толку многу странска популација и мислам дека е поубаво, мене лично повеќе ме радува што нашата клиентела е повеќе народот од тука, затоа што полека прифаќаат различни типови на кујни. Едукацијата, отвореноста спрема светот се менува и се повеќе млади. Пред да излезат во диско да одат, доаѓаат кај нас, си се забавуваат, си прават моабет во мирен амбиент, смирено, убаво се дегустираат и потоа излагаат во град. Неколку други кинески ресторани се затвораа, но со оние кои што сум разговарал, кои имале можност да пробаат, кажуваат дека вие сте без конкуренција. Во што каде е тајната на сето ова? Што правите со што имате поразлична понуда од другите, дали во храната, дали во услугата, дали во начинот на кој што е изготвено? Јас сметам дека различноста се должи на различниот тип на кинеска кујна. Ние сме северно кинеска кујна. Меѓутоа и во делот на управувањето, на менаџирањето, исто е многу битен, обрнуваме внимание на сите детали. Секогаш да биде свежо, да има нови специјалитети за тие посетители што долги години не знаат, за да не им биде досадно. Секогаш имаме случаи кога во Кина има празници, нови години, секогаш ние го правиме тоа да биде во тој дух. Ги покануваме сите фанови на кинеската кујна, правиме забава, правиме да биде интересно, да се почувствуваат како да не се во Скопје. Амбиентот го правиме да биде уникатен, различен, кој ќе влизат кај нас да почувствуваат дека буквално како да избегале од својата земја, да се почувствуваат необично, даваме подароци, мајли за среќи, внимаваме на сите детали и ова го работиме од срце. Мислам дека тоа е клучот. Кои се вашите главни специјалитети или вака некои од најбараните јадења, малку да објасниме да се информираат оние гледачи кои не били, кои немале можност да пробаат? Да, повеќе специјалитети има што се познати, меѓу другото луто, сладко, кисело, пилешко или свинско, тоа е многу барано јадење, сладко кисело, крцкаво, мевце, чипс од ракчиња, пржен сладолед. Да, нашата кинеска салата со години е фан на нашите посетители поради специфичниот вкус од кинескиот зејтин и кинескиот сол.
колачето со порака и специјалитетите со грне, во грне. Која е предноста на кинеската пред македонската кујна? Ние овдека сме на тавче гравче, на кебапи, на ребра, на скара, на полнати пиперки, на таков вид на јадење најчесто. Која е предноста на кинеската храна во поглед на квалитетот и во поглед на здравиот живот? Брзиот начин на обработка на зеленчуците, на месото, и во кинеската кујна има месо нормално. Не е дека кинезите јадат само ориз, значи оризот е прилог, замена за леп, меѓутоа брзиот начин на спремање во вогот прави месото да биде термички обработено за многу кратко време, меѓутоа претходно мора да е многу тенко исечено и на парчиња, за да тоа може да се спреми за толку кратко време, да не се динста, да не се губат витамините, се да остане во него. Зеленчуците се крцкави, свежи и сосовите кои ќе се додадат со зачините е многу идеален спој на месо со зеленчуци во еден оброк, каде што имаме чувство дека со многу малку се заситуваме. После саат време повторно сме гладни и повторно сакаме да јадеме. Тоа е тајната. Вистинска журка е кај вас во кујна, која доколку некој има можност да види како готвачите готват. Навистина е интересно и навистина се палат тавите од секој може нагол и изгледа интересно. Сте пробале ли вие да готвите некој Силвија? Не сум се ни осудила, бидејќи точно знам, мојот сопруг ми искаков принцип на обука од својата 14-та година почнал за да дојде до ова место. Тоа е многу тешко да се стигне, да обично нашите готвачи се млади од 22 до 28 години, меѓутоа од својата 14-та година се на обука на тава за да може да достигнат сега таква професионалност и зрелост. Тавите се многу тешки, без јадење внатре да не се стави ништо, со прилика професионална вок тава е 3 килограми, така да женско и тешко дека може да крене за да се стави храна и да може да го врти вогот. Масата на која што се припрема е специјална маса од Кина која што ја увезуваме. Таа развива многу бука и многу силен оган, е многу опасно, доколку човек не знае, може буквално да се изгори. И затоа до сега како постоиме ние дури не сме имале ни наши од тука македонци готвачи што се по професија да пробаме да ги ставиме на вок, бидејќи сметаме дека навистина е опасно за нивното здравје и дека е невозможно да се постигне таа техника и тој вкус. Освен готвачи, имате ли друг персонал од Кина? Персонал од Кина не, само готвачи. Да, имаме сега најново последната година женски готвачки кои што не се на вок, туку спремаат традиционални кинески тестенини. Тоа е нешто прв пат, да, што го поведовме, меѓутоа во однос на друг персонал, како келнери, слично шанќери, не. Освен тоа што некогаш се случува да готвачите што подолго време седат кај нас, живеат од 3 до 6 години, толку добро го владеат јазикот да некогаш излагаат пред гостите на шанк, се впуштаат во комуникација, предлагаат храна и дури послужуваат гости. Јас предлагам сега повторно направиме една кратка пауза доколку се согласувате, малку да одмориме ние и да одморат нашите гледачи, а ќе се вратиме со вас во разговор за неколку минути. Пауза, драги гледачи. Се враќаме во програма. Денешен гостин Силвија Димитриевска-Леју, собственик и менаџер на Звездан океан, фантастичниот кинески ресторан, почитувани гледачи во Скопје. Сите оние кои што немале можност, еве ги покануваме денеска да дојдат и да го видат. Силви, каде може да ве најдат сите оние кои што сакаат да пробаат кинеската храна? Јас предлагам на сите оние кои што никогаш немале можност да посетат кинески ресторан, пред се да дојдат во нашиот ресторан, бидејќи таму ќе имаат можност да го почувствуваат амбиентот и да ја доживеат храната во вистинска смисла на зборот, бидејќи амбиентот многу значи. Имаме традиционални кинески маси на кои што со традиција со векови кинезите јадат. Објаснуваме зошто е тоа така. Се послужува традиционален кинески чај на традиционална кинеска маса на која што кралевите порано седеле. Таа маса е забранета за јадење за вечера, таа мора на неа да се дегустира чај. Имаме и такво нешто. Го имаме насликано првиот кинески крал во нашиот амбиент, што направил се тој многу културни елементи се застапени во нашиот ресторан, каде што буквално секое катче и дел од зидот има своја приказна. Така збориме за многу живописен амбиент, пред се има и тераса многу. Имаме и тераса, да, која што отприлика
вклучува 30 посетители, 30 места може да седат, значи терасата е голема со традиционални кинески кровчиња. Сето тоа е направено за да луѓето, освен тоа што уживаат во храната, уживаат и во амбиентот. Каде е локацијата, да кажеме, сите оние кои што сакаат, каде може да ве најдат, во кој дел од градот? Во центарот на градот, веднаш лепенка до домот на градежници, карши гимназијата Јосип Брос. Иако сме во центар на градот, сепак сме не сме на улица, значи не многу е мирно местото, тивко, дури кинеската традиционална музика која ќе се пушти во нашиот амбиент, ништо друго не се слуша освен музиката и шепотите меѓу луѓето. Кој што ја слушнав коментар од едни гости, вика ова е рајот во центарот на градот. Така да ги кариме сите оние кои што сакаат да дојдат таму. Исто така имате и два фастфуд ресторани. На кои локации може да се најдат? Да, фастфуд рестораните се во молот во Рамстор и во молот во Сити Мол. Таму интересно е што нудиме пакети, оброци од 120, 170 и 220 денара за сите оние кои што преку во текот на работниот ден се многу зафатени, немаат можност да излезат од канцеларија, да правиме деливери, достава до канцеларија, до дома, меѓутоа има и посетители кои што се во наша околина и веднаш доаѓаат да си земат свежо, да си одберат брзо. Има пилешко, свинско, телешко, вегетаријански специјалитети, свежи салати. Понудата е многу голема, вклучува од прилика 20 специјалитети, каде што секој го наоѓа својот вкус и тие пакети се направени токму за сите оние кои што сакаат да јадат здрав оброк, свежо и 220 е најскапиот пакет кој што само машката популација го јаде. А женската популација 120 и 170 се дури и доручак и ручак. Не може повеќе. Исти ли се цените во ресторанот? Станува ли збор за таа компарација од прилика некаде така? Таа висина, тој износ на цена? Да, тоа е истото мени кое што само во ресторанот поинаку се сервира. Во пакетите се меша на едно место оризот или нудлсите со главното јадење, а во ресторанот во посебна порција се сервира месото, во посебна порција оризот, од прилика ручек или вечера за двајца е 600 денара. Со салата, со предјадење, месо, ориз. Станува збор за една навистина фер и коректна цена. Кажи ми, Силвија, освен доаѓање на ручек и вечера, сакам да прашам за ресторанот. Таму има прекрасен амбиент. Може ли да се организира некоја веселба прослава или нешто слично? Да, често имаме родендени, матурски, често сме имали и мали свадби. Имаме и многу деловни состаноци, бидејќи е голем, ресторанот е на два спрата, доле е традиционален кинески амбиент, а горе е модерен кинески амбиент. И дури може и сите оние посетители кои што сакаат да си имаат интимна веселба, целиот спрат да биде закупен токму само за нив. Често пати сме имали и такви случаи. Супер. Ај сега за оние помрзеливите кои што сакаат да нарачаат од дома, има ли можност тоа да го сторат кај вас? Може ли да ве најдат? Има ли прво веб страна кај што може да се информираат за вашите специјалитети? Да, имаме веб страна на која што го има целосното мени со слика, со опишан состав од секој од специјалитетите. Значи на www.kineskirestoran.com.mk може да отворат и да видат се што вклучува нашето мени, а за препорака, доколку немаат искуство во кинеската храна, слободно може да се обратат на телефонски број 075 287 345, каде што може да побараат сугестија, предлог од вработениот, да им објасни и колку доволно храна би било за 4 особи, за 6 особи или за 2 особи и што да јадат. Бидејќи тој што одговара на повиците е лице кое што долго време работи кај нас, е обучено и знае да направи предлог мени. А, така. И точно ли е дека оној кој еднаш пробал, повторно се вратил кај вас? Точно е, тоа е нешто што не прави богати и среќни во душа. Така, јас ти благодарам, Силвија, што денеска одвои време да дојдеш овде со мене, да можеме нашите гледачи да им објасниме нешто повеќе за овој вид на култура, за овој вид на храна. Благодарам уште еднаш за учеството во емисијата и се надевам дека ќе се видиме повторно. Ви благодарам и вас. Мило ми е што бевте наши гости, јас што бев ваша гостинка и се надевам ќе се видиме пак. Ти благодарам. А сега дојде моментот, почитувани гледачи, да ја одјавиме оваа наша денешна емисија. Ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Емисијата Супер Звезда ќе имате можност да ја видите за 7 дена од сега, нашето ново издание како што најавиве за една недела од сега, а до тогаш бидете весели, здрави, живи, добри, јадете кинеска храна, сакајте ги мама и тато и се гледаме. Чао, пријатно и до гледање, чао на сите, чао!